ова издание. Путин ги подпиша документите за анексија на 4 украински територии и ја повика Украина да седне на разговори, но предупреди дека Москва нема да се откаже од овие региони. Белата куќа со реакција: независно што Путин вели, тие остануваат украинска територија. А додека Западот е фокусиран на војната во Украина, се зголемуваат тензиите меѓу два НАТО сојузника – Грција и Турција. Останете со нас. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Рускиот председател Владимир Путин ги подпиша договорите за анексија на 4 украински области и рече дека ќе ги искористи сите расположливи средства за да ги заштити. Тој вели дека овие региони за секогаш ќе останат дел од Русија. На почетокот на церемонијата во Кремљ Путин ја повика Украина да седне на разговори, но предупреди дека Москва нема да се откаже од припоените региони. Церемонијата доаѓа 3 дена по завршувањето на референдумите организирани од Кремљ за приклучување на 4 украински области кон Русија, за кои Киев и Западот рекоа дека се одржани под закана со оружје и врз основа на лаги. Сепаратистичките региони Донецк и Луганска во источна Украина беа поддржани од Москва откако прогласија независност од 2014 година. Јужниот регион Керсон и дел од соседната Запорожје беа заземени од Русија набрго откако Путин испрати војници во Украина на 24 февруари. А денес САД воведоа нови санкции против Русија по анексијата на украинските територии. Двајца американски сенатори веќе најавија и легислатива за стопирање на секаква економска и воена помош за сите држави што ќе ја признаат анексијата. А Обединетите нации ја осудија како нелегална. Секоја анексија на територија на една држава од друга држава што произлегува од закана или употреба на сила е кршење на принципите на повелбата на ООН и меѓународното право, рече генералниот секретар Гутереш. Тој рече дека секоја одлука да се продолжи со анексијата нема да има никаква правна вредност и заслужува да биде осудена. Потегот беше отфрлен како нелегитимен од Украина и незините сојузници, кои како одговор подготвуваат нови санкции против Москва. Државниот секретар на САД Ентони Блинкен рече дека САД ги отфрлаат нелегитимните фабрикувани резултати од руските лажни референдуми во Украина, велејќи дека тоа е прекршување на меѓународното право. Портпаролката на Белата куќа Кари Жан Пиер во средата изјави дека без разлика што вели Русија, областите остануваат украинска територија. Како одговор ќе работиме со нашите сојузници и партнери за да наметнеме дополнителни економски санкции за Русија и за поединци и субјекти внатре и надвор од Русија, кои даваат поддршка на оваа акција, рече таа. И додека фокусот на светските лидери е на војната во Украина, се зголемуваат територијалните тензии меѓу Грција и Турција. Портпаролот на Стейт департментот Нед Прайс ја повика двете страни да работат заедно за да го одржат мирот, нагласувајќи дека грчкиот суверенитет на островите не е во прашање. Додека патува низ државата, турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ја повторува истата националистичка реторика, дека Турција може да ги окупира грчките острови, за кои тврди дека Грција ги милитаризирала со што прекршила меѓународни договори. Yunanistan'ın bu maceracı ve bir şekilde Грција мора да престане со такви авантури кои не се во согласност со членството во НАТО, треба да го напушти недипломатскиот дискурс бидејќи тоа создава голема загриженост во турското општество, го покренува прашањето дали Грција е во војна со Турција. Уште повеќе, тоа поттикнува ултранационалистичко расположение во Турција. Атина инсистира дека милитаризацијата на незините острови е одговор на турските воени закани, бидејќи Грција е вклучена во значајна програма за обнова на вооружувањето, купува оружје од САД и Франција и прави договори за воена соработка. Атина вели дека е подготвена да се спротистави на својот мокен сосед. Two major agreements, one with the United States and the other one with France. Два големи договори, едниот со САД, другиот со Франција, се разбира во голема мерка ги зајакна и способностите и моралот на грчките вооружени сили, така што тие се многу самоуверени. Домашната политика би можела да ги влоши актуелните турско-грчки тензии, бидејќи обајцата лидери се соочуваат со реизбор следната година. Ердоган има тежок предизвик додека Турција се бори со речиси 100% инфлација, додека грчкиот премиер Кириакос Мицотакис е вмешан во скандал со прислушување телефони во кои се вклучени неговите политички противници.
Ова голема тензија веројатно ќе ни помогне дома. Пречекорување на прагот може да доведе до несакани последици. За Турција и Грција тензиите се видена работа. Во 1996 година двете земји стигнаа до работна војна поради мал, ненаселен остров. Интервенцијата на Вашингтон ја спречи ескалацијата на таа криза. Но аналитичарите предупредуваат дека овој пат нема напори за посредување со оглед на руската инвазија на Украина и заледените врски на Ердоган со неговите западни сојузници. Освен тоа, Европската унија и Вашингтон имаат огромни предизвици во справувањето со Анкара и Ердоган. Значи тие не сакаат уште еден проблем на нивната маса. Овој месец Турција и Грција меѓусобно се обвинуваа за неодамнешниот случај на давење на бегалци во Егејското море. Со оглед на тоа што ниту еден лидер не изгледа подготвен да се повлече и нема посредување, се стравува дека најновите смртни случаи во Егеот нема да се и последни. А во продолжение, колегата Мики Трајковски разговараше со двајцата студенти кои беа во посета на Вселенскиот центар Кенеди во Флорида, откако направија проект со решение за одгледување спанаќ во Вселената. Климент Младеновски и Тијана Костовска од Охрид одамна имаа можност да се запознаат со работата на Вселенскиот центар Кенеди на НАСА во Флорида. Искуството кое го стекнале било повеќе од значајно, велат бидејќи ретко кој има ваква можност. Научиле многу за историјата, но и за плановите на НАСА во блиска иднина. Целото искуство беше неверојатно, дури беше подобро од што искрено очекувавме. Особено беше интересно бидејќи се запознавме со многу интересни личности. За старт се запознавме со Стив Агет, кој има различни инженерски позиции порано во НАСА. И направи приватна тура низ Кенеди Спейс Центарот, каде што ни кажа факти кои немаше да ги спознаеме додека само појдевме таму така. Ние бевме 3 пати во Кенеди Спейс Центарот. Во Спейс Центарот видовме, значи не очекувавме дека ќе видиме вистински ракети како Saturn V која се користела во Аполо мисиите. За време на нивниот престој требаше да бидат сведоци на лансирањето на најновата ракета Артемис, како дел од проектот на НАСА за враќање на човекот на месечината, но поради технички проблем истиот тогаш не се реализирал. Но овој пат по можност со и човекот да остане на месечината за истражување и други активности. Почетокот на овај серијал, всушност овај серијал мисии требаше со Артемис 1 да се тестира дали ракетата може да го направи патот до месечината и назад, но без да слета на неа. Па потоа на Артемис 2 да се стави екипажот во неа, но повторно да не се слета на месечината. За дури од Артемис 3 да се има слетување на месечината. А патот до Флорида оди преку националниот надпревар NASA Space Upscaling во Скопје во 2021 година со нивниот проект Саластра, што е теоретско решение за растење на растенија во Вселената. Како награда добиваат посета на НАСА центарот. Односно работевме на систем кој што ќе овозможи растење на спанаќ поспецифично во Вселената, но со мало подесување на параметрите може да се користи за било кое друго растение, но ние задовме спанаќ за да може да ги направиме сите тие груби пресметки околу тоа кои димензии ќе ни бидат потребни, колку вода ќе ни биде потребно, колку светлина. Климент и Тијана, кои по професија се машински инженери, во моментот се на постдипломски студии во Универзитетот Гронинген во Холандија на одсекот напредна инструментација. Нивните планови се по завршувањето на студиите да работат на различни проекти со кои ќе помогнат да се подобри секојдневниот живот на луѓето. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Благодарам што не гледавте. Пријатно!